за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер. Вие сте на брановата должина, ако сакате, на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија и ве поканувам да го проследите најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Знаете дека лајт мотив на секое издание, ова е втора веќе сезона, 36-то издание на емисијата е политиката. И таа, како таква наша насушна потреба, се втемели, се вкорпорира во секојдневието. Поточно речено, не постои генерација, ајде да ги земеме од најмалите, кои што не дискутираат, кои што не зборуваат за политиката, за настаните, за политичката криза, за сето она дередже кое што не снајде, а кое што, искрено да ви кажам, најголемите виновници сепак мораме да ги бараме помеѓу нас самите. Денеска е 5 јуни. Не случајно го потенцирам тоа од проста причина што денеска требаше да се случат или да се одржат четвртите поред вонредни парламентарни избори. Датум кој што беше преместен од претходниот 24 април на 5 јуни и кој што беше забетониран законски во Собранието на Република Македонија и кој што беше еден од заклучоците кои што ги постигна водачите или лидерите на најголемите политички партии во Република Македонија на така наречениот Пржински договор. По тој повод во студиото го поканив една компетентна личност со која што можам да дискутирам токму за ваквите работи. Станува збор за професор Александар Даштевски, со кој што ние имавме можност почитување да се запознаеме, односно да ги слушаме неговите и политички ставови, видувања, анализи и така натаму во некоја од претходните емисии, а вечерава, како што реков, бидејќи тој е и политички аналитичар, колумнист и така натаму, ќе подискутираме токму за она што всушност Република Македонија требаше да го навести, ако не на крајот на кришата, излезот од тунелот, односно на крајот на тунелот да ја видиме она светлина што се вези, да престане ова политичка криза, Македонија се врати на економските токови и да продолжиме просперитетно, што се вели, кон нашите зацртани цели, а тоа да влеземе во семејството на Северно-Атлантските сојузи. Господине Даштевски, добра вечер, ви посакувам пријатно да се чувствувате и еве, уште прва на стартот, што се вели од прва, на 5 јуни не се случуваат избори. Сите го посакуваат македонскиот народ и така натаму. Иако тоа е политичка одлука, сепак мора да признаеме дека освен ВМРО ДПМН кој што приложи кандидатска листа, партиите од албанскиот блок, морам да ги спомнам, кои што беа на страната на тоа да се одржат овие избори, во последниот момент ретерираа со своите изјави, со своите постапки и едноставно беа против одржување. Како гледате на сето ова? Како од вашиот аспект? Каде го гледате она што се вели филм на тортата? Која е причината што не дојде до овие избори? Прво, добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Сега да се навратам на прашањата. Значи, јас ако се прашувам, јас се сомневам, ако се вратиме на 2 јуни, кога почна преговорите помеѓу 4 главни политички партии во Република Македонија, ако се сеќавате, многу беше спорно, уште на 2 и траја преговорите до доцна во ноќта, после полноќ и така натаму. Многу беше проблематично и многу беше изненаден еврокомисарот Јоханес Хан како опозицијата не прифаќаше избори уште тогаш. И на крај се свати и тој ден денеска сите политички фактори од ЕУ, НАТО, САД, нашите политички, домашни политички партии бараат избори каде што ќе се реши целата состојба. Значи, јас сметам дека тие уште од старт знаеа дека политичките изборите не се решение и дека поради тоа може само да се тактизира. И јас сметам дека они уште тогаш знаеа дека нема да има избори, меѓутоа го прифатија тоа бидејќи нема друг начин како да се постапи и после прифатија други барања, мислеа дека сега со формирање на ова така наречено специјално обвинителство, како некое инквизициско тело кое би ги решавало, би направило политичка дискредитација на дел од власта, со што власта би можеби би ги изгубила своите позиции, на што цело време се надеваат, меѓутоа како што гледаме некако во последните денови не се остваруваат тие очекувања
и дури може да се каже дека тие заглавуваат во се поголема криза, собствена криза, и сега треба да се постапуваат доста разумно, умно, за да заврши ова лудило кое ја фати Република Македонија од пред година и пол и повеќе, и може да се каже дека тоа трае повеќе години, тоа не се подготвува лесно. Сега гледаме одредени документи, гледаме кои организации учествували и така натаму, што значи дека тоа не е процес кој трае кратко време, и затоа треба човек да биде смирен, сталожен и да причека да завршат сите овие работи кои се прават. Инаку ова што се прави сега, јас мислам дека има контраефект. И овие причини сега кога зборуваме за избори, вие ако се сеќавате паралелно со кога почна немирите, повторно се појави Сдруженијето Дом. Јас бев повикан тогаш како гостин од лидерот на Сдруженијето Александар Пандов, и мислам дека дадов сериозен придонес во нивните образлагања на состојбите и нивните барања, што ги... Инаку, главно барање на Дом беше избори на 5 јуни. Сега, вчера слушам и завчера и просто не ми се верува, бидејќи нели барањето на ова шарена револуција беше да се одложат изборите на 5 јуни. Беше да се расчисти со помилувањата. И сега што се случува? Вчера слушам со завчера дека они сега бараат да, бидејќи тие прашања се затворени, а тоа беа барање на другата страна, они бараат сега избори. Значи, тотално нелогично нешто. Значи, сега повторно трошење на средства, правење на све, сега ако бараат избори, треба да имаат нешто логично. Во кое својство барат избори? Не може движење некој протестирам да бара избори. Изборите треба да ги бара политичка партија или повеќе политички партии или коалиција и така натаму. Така што ова веќе нема логика, евидентно е дека се оди да се продлабочи кризата, политичката криза пред се, која сакале ние или не сакаме продуцира мала економска криза. Ние гледаме дека органите на институциите на системот се обидуваат да ја балансираат и да ја тотално да ја запрат. Меѓутоа, знаеме дека до минатиот месец изгубени 170 милиони евра во странски директни инвестиции, и граѓаните на Република Македонија изгубија 40 милиони евра од штедните влогови со она провокација дека ќе има девалвација, и со тоа они ги повлекоа, значи ги раскинаа договорите за камати за ова. Они на тој начин изгубија секој можда од човек по 1000-2000 во зависност на колку време ги орочил средствата. Така што неминовно дојде до таа криза која всушност беше планирана да предизвика уште поголема криза и вистинска девалвација на денарот. Меѓутоа тука изигра добра улога и Народната банка, свесно ја изигра својата улога со институциите на системот, повикаа да не ги повлекуваат парите, па дури и тие што ги повлекува ги вратија, видоа дека тоа е провокација. Така што сега треба да се да обстанеме на тоа дека треба да одиме напред, да ги оставиме овие работи, бидејќи тие стануваат смешни. Јас и пред некој ден напишав една колумна во тој дух, бидејќи на вистина ова што се прави станува многу смешно, со газење на програмата, со не знам вчерашни вести, со такви некои смешни работи кои веќе не треба да се сваќаат сериозно. Вчера видовме дека ги изблокира улиците и направија сериозен проблем на граѓаните на град Скопје, и тука е нели поголемен дел од Македонија преку неделата, и не ги пуштаат да поминуваат луѓето. Зошто го прават тоа? Затоа што нема критична маса. И затоа не успеа ова така наречена шарена револуција. Они баш го одбрале нели обоена, се вика во света нивната шарена, што е многу блиску, така што сами си ја кажа како им се вика, и таа губи смисла. Видовме во медиумите, нели, пред некој ден, дека одредена адвокатска канцеларија има докази за тоа дека се плаќани протестантите, и некој протестант што се мачел 40-50 дена не бил исплатен, имал докази за тоа, имал писмени документи кога бил исплаќан и кога не бил исплаќан. И сега ја, занимавајќи се со тоа, правејќи една подлабока анализа, дојдов до заклучок дека всушност има тука неколку категории на платеници, односно на лица кои имаат пари за тоа,
Првата категорија е овие што се професионално вработени во невладините организации и тие немаат друга работа. Основна работа им е тоа. Тие сега фактички ова им доаѓа како нешто најповолно за нив. Значи ќе уништи објект од културно-историска вредност и после тоа оди у полиција и плаќа 50 денари и плюс фрла презерватив врз станицата и оште тоа. Значи тоа се таа прва група на луѓе кои земаат огромни пари, видовме дека земале по 50 и повеќе илјади евра и тоа од сериозни невладини организации како што се вие Сашо Ордановски, Уранија Пировска, Најчевска и така натаму. Значи тоа се прва категорија на луѓе кои земале огромни пари и затоа протестантите почнаа овие што земаат по 50 евра да се бунат. А овој протестант кој сака да тужи, кој во весници, односно на портали излезе веста дека фактички овие што одат секој ден, они земале по 20 евра. И он сега бара за 40 дена по 20 евра колку излегува и земал адвокати да тужат таму затоа што му било ветено. Имал и сведоци, докази дека му се ветени. Тоа е втората категорија која не се од невладини, не се од партија, а земаат пари затоа што учествуваат на протести. И тие сега замислуваат дека нешто тука се случува, дека нешто помагаат околу тоа, меѓутоа основната идеја е да се земе некоја паричка и да се заработи нешто. И трета категорија која можеби сега ќе остане единствена или заедно со овие што се платени од странските фондови, тоа е партиската категорија на СДСМ. Видовме пред некој ден дека беше запленето комби со кое е во собственост на политичката партија СДС и дека возачот кој го вози комбето е вработен во политичката партија и материјалите кои беа најдени во комбито исто така се собственост на политичката партија, што значи дека таа го организира целиот овој протест, односно оваа шарена, така наречена шарена револуција и нормално дека не е многу значителна помошта која добиваат од овие странски фондации, односно невладини организации кои сушност во цел свет не би требало да се мешаат во политика. Тие треба да градат, да служат за градење на цивилно општество, а не да за рушење на легално избран власт. Јас повторно би се навратил на она што, како што реков, ќе биде составен дел од вечерашнава емисија, а тоа е реализирањето или нереализирањето. Односно, постои или не постои тој Пржински договор, проста причина. Затоа што според тој Пржински договор, Груевски поднесе оставка 100 дена од денот на закажаните избори, иако тоа не се случи. Го слушаме неговиот став, значи не сака повторно да се враќа затоа да не испадне несериозна работата, дека има технички премиер кој ќе ги води, ќе води владата до изборите и така натаму. Друго, се формира една, според мене, извинете, можеби сум лаик кога е во прашање политиката, се формира противуставна институција, така наречена специјално јавно обвинителство. Тоа специјално јавно обвинителство најпрво се бунеше или се бореше за 15 или 14 члена, па се сведе после на 12-13, пошто двата им дадоа отказ и така натаму. Истото тоа обвинителство кое што има на располагање 4 милиони евра буџетски средства со кои што треба да работи. Она што го сработи е испадна дека е само концентрирано против деградација на ВМРО ДПМН, против Груевски, кој што е најверојатно нивната ноќна мора, зборувам за опозицијата пред се за СДСМ и така натаму, и не ги оствари својата поставеност. Друго, она што беше составен дел на договорот во Пржино, исто така се оствари само од една страна, од една политичка опција, од ВМРО ДПМН и така натаму. На крајот на криштата се сведе, ако тие имаат адут во своите раце, барем така се на прв поглед се чини, ако се реши и проблемот со фантомските, со прочистувањето на избирачкиот список, што требаше да го направи Државната изборна комисија, тогаш се фаќаат за законот за медиумите. Па една паралела, пошто земајќи во обзир дека имате една палета на прашања кои што ги поставив и ќе оставам да дискутирате поопштирно, ме интересира дали сега, по најновото, високиот представник што доаѓа од Соединетите американски држави пропагира реформи во новинарството, ако може така да се каже, во медиумите, а сами знаете дека во Република, односно се извинувам, во Соединетите американски држави сега се актуелни
кај нив председателските избори, секој медиум си јавно признава кому ќе му даде подршка, кого го настапува и така натаму. Значи, тоа сосем нормално за нив, овде кај испаѓа девијантно. Како е вашиот став? Па е да почнеме, нели, повеќе прашања имаше, да почнеме од тоа дека кој ги исполнил, кој не ги исполнил условите од пржино, односно од двата договори, од 2 јуни и 15 јули, може да се каже дека власта ги исполни сите услови и тоа е нормално. Одговорноста е на страна на власта, бидејќи и тие структури треба да се однесуваат одговорно и доколку не ги исполнеше, можеше да биде обвинета дека не ги исполнува тие услови и дека не сака да се работува и со меѓународната заедница и со другите политички партии. Иако гледаме дека и тоа беше одредена режија со одложување, прво ќе се изгласа дека нели да се оди на избори, па после се откажуваат албанските партии и така натаму, односно двете најголеми албански партии. Така што доколку да речеме на 24-ти, односно пред за изборите на 24-ти не се распустише елементот парламентот 60 дена пред изборите, ќе се доведевме во ситуација да се обвини власта, бидејќи тоа е услов поставен во пржино, како што беше уставот кога си даде оставка, нели, премиерот на Република Македонија, тогаш Никола Груевски, сега председател на ВМРО ДПМН. Они ги исполнија сите тие услови. Во самиот договор од пржино беше предвиден датумот за избори и поради тоа беше ставен во законот, во изборниот законник и не може да се постапи спротивно на законот. Значи мора да се одржат, иако опозицијата бараше да се одложат, меѓутоа во законот пишува тој и тој датум. И они чекаат дали ќе се исполни тоа. Ако не се исполни тоа, тогаш ќе обвинеа власта дека не ги исполнува условите. Бидејќи се договориле во пржино да се фиксира датумот, па нели сега бараат да не се фиксира. Тогаш го фиксира 5 јуни како датум на кој ќе се створат услови во избирачкиот список, иако според мене никогаш не бил попречестен избирачкиот список, тоа сум го кажал повеќе пати, и се оставија толку средства и услови на Државната изборна комисија да мислам дека тоа се направи добро и веднаш после одлагањето уште на 24-ти изборите кога се одложија, излезе ДИК и рече дека били исполнети условите и за 24-ти, а да не говориме за 5 јуни. Меѓутоа, што беше поентата? Сите анкети кажуваа дека опозицијата ќе доживее убедлив пораз и ќе доживее таков пораз кој ќе биде уште полош од поразот кој го доживее 2014 година, кога нели немаше никаков приговор, кога имаше нормален извештај на ОПС и така натаму. И затоа мислам дека не сум убеден дали всушност некогаш они реално сакале да се одржат изборите, опозицијата. Затоа што ако вие го решавате некој проблем на тој начин што вие повторно губите, тогаш тоа не е решавање на проблемот. Јас сметам дека они мислеа уште у старт, уште на 2 јуни, затоа што ние видовме, ние не знаевме дека ќе почнат преговори со меѓународната заедница. А извештајот на Прибе беше готов пред 2 јуни. Значи дека они цело време биле тука и веќе спровеле действија без оглед што нели уште не беа ни пуштени разговорите. И они ги имале веројатно тие разговори, и сега опозицијата толкувајќи го договорот пржино, они викаат дека е многу лош, дека она, само затоа што во дел од нели оние забелешки што ги дава, и тука има доста корисни работи, кој ги правил не е важно, меѓутоа тука има корисни работи за Република Македонија. Они се повикуваат само на оние делови што ги парафразираат во извештајот за нели разговорите, преслушкуваните разговори. А всушност Приве дава скоро на сите прашања решение. Тој извештај од Приве, кој го правил, не се знае. Некој вика дека тука е правен, некој вика дека е правен во Европска унија и така натаму. Но она што е најважно е дека сега владата повторно искористувајќи го овој период, затоа што нели лидерот на опозицијата после одлагањето на изборите рече дека сега нема да бара фиксиран датум, а сега гледаме пред некој ден бара октомври, што постојано ги менува ставовите, меѓутоа и да е октомври, ние имаме време, токму поради онај извештај за започнување на преговорите со ЕУ, да ги извршиме овие реформи кои ги предлага
бидејќи он конкретно предлага како да се реши контролата на ДБК, како да се реши судството, како да се решат медиумите, како да се решат изборните проблеми и така натаму. Сега проблемот тука е што да речеме опозицијата веќе не сака да соработува. Вие видовте пред ден-два, значи излезе овој премиерот сегашен Емил Димитриев и рече дека ние ќе го искористиме овој период и они работат од сабајле до вечер. На тоа и гледаат докаде се, бидејќи реформите веќе се започнати. Сега за некои работи, односно за поголем дел од работите, треба нели промена на закони. За таа работа е потребно тоа да се случи во собрание. Се опозицијата комплетно за се гласа против. Значи, тотална несоработка, тоа е она политичка криза, всушност, што не завршува. Значи, било што да предложи, дури да е во голема корист за државата, они ќе, па дури и за нив тоа што е во полза, они гласат против. Или не гласаат. Еве, например, они не гласаат за законот за помилување, иако они бараат тоа да се случи. Не гласаа за закон за избирачки список, иако они викаат дека избирачки список не е добар. Така. Тоа се некои работи кои се несфатливи, а од друга страна, ако се анализира подобро, јас вака и професионално можам да кажам дека сум ги анализирал другите обоени револуции. И знам што значи тоа, знам што треба да се случува, меѓутоа сметам дека оние што се одлучиле да го направат тоа, немале представа за геополитичките состојби и за тоа што ќе им се случи прво на нив. Пошто видите, обоената револуција во Украина почна во февруари, некаде 2014, а кај нас, да кажеме, во јануари 2015. Сега тие така наречени обоени политичари што дојдоа без власт во Украина, како што е Турчинов, нели стана председател на собрание Јаценјук, тие веќе не постојат. Јаценјук сам си даде оставка. Значи, тие се мртви политичари. У смисла на политичка смисла, не у живот. Остана само Порошенко, кој исто така е изберен со гласови од пола електорат. Значи, се прашање на ден само кога и на него ќе му дојде крај. А така и во другите обоени револуции, па мислам дека слично ќе се случи и во Република Македонија. Факт е тоа дека рейтинзите ја кројат политичката на Република Македонија. Заев или оние претенденти од СДСМ, па и самата цела партија, јас не ја окривам, сигурен сум дека таму има некој блок кој што не го поддржува ваквиот начин на демонстрирање на политика, пошто во прашање Република Македонија, сватија дека поразително да се излезе на избори. Сега ќе прават други сценарии, нели распишале конкурс за идеи како понатаму да се продолжи со демонстрација на улична демократија и така натаму. И ова ќе замине. Но последиците, за жал, остануваат многу лоши за граѓаните. А тие граѓаните се на крајот на краиштата кои ќе бидат прашани кому да му се добери довербата да ја води владата во следните 4 години. Ја мислам дека тука многу направи грешка, Заве пуштен да плови додека ќе може и така натаму, и понатаму ќе биде само една лоша дамка во македонската историја. Почитувам, професоре, јас само за на крај кусови биве прашал, пошто зимајќи во обзир дека времето ни помина, поточно речено предвиденото време за емисијата брзо минува, биве прашал каде во дадениот момент да го бараме излезал, зимајќи во обзир дека и ова што го прават на улиците, ова скрнавање на спомици и така натаму. Е многу некако, искрено да ви кажам, че си имам право да кажам благо примено од страната на чуварите на редот и на мирот. Знаете, многу е непријатна гледката кога гледате млади момчиња кои представници од МВР и така натаму, стојат нема, прскани се, зад нив овие прават, си зимам за право да кажам, глупости, скрнават споменици, напаѓаат институции и така натаму. Што мислите? Дали 50 евра казна за скрнавање ќе го вразуми некој кој што всушност ја напада имовината на Република Македонија, мојата имовина, вашата имовина, нивната имовина? Па јас секогаш вака подлабоко ги анализирам работите. Ја веќе имам неколку пати изјавено дека доколку не дојде до избори на 5 јуни, најверојатно ќе се случат промени во СДСМ негде во октомври, бидејќи веќе буџетот овој и од странство и домашен што име за вакви протести е потрошен 6 милиони евра. И гледате вчера и сами дека по 20 души имаше на раскрсници. Тоа е веќе многу критична маса, а сметам дека веќе во втората половина на јуни ќе отидат луѓето на
пред се на Халкидики и во други атрактивни светски дестинации, бидејќи гледаме дека тие луѓе што се таму, тие не се баш за жалење, не се сиромашни, а гледаме и дека се земале позамашни суми, посебно тие што ги земале тие суми, тие се лидерите на сите овие протести. Тие нема да седат тука затоа што се работи за богати луѓе кои уназад со години се плаќани од страна на странски фондови, така што сметам дека ќе замрат овие протести, така наречени, затоа што нема веќе фонд, нема никаква смисла. Значи, вие да барате сега избори, а барате да нема избори. Тоа е стварно, нема никаква смисла. И веќе во есен, затоа сега дојде она изјавата сакаме избори во октомври. За да се случува нешто да биде интересно, затоа што ако не се случува ништо. А може ли постои се извинувам што ја прекинувам можност наместо во октомври, па еве за 2-3 месеци или во април ќе има избори редовни. Јас сметам дека локални па дека биде заедно да уштедиме нешто од оваа криза. Тоа може, меѓутоа мислам не знам дали ќе опстане тогаш Зоран Заев како председател. Нема одговара на тоа затоа што ќе сака во исто време да се кандидира и за градоначалник на Струмица. На Струмица, да, така што сметам дека ќе има таму превирање и тоа во есен ќе видиме како ќе се одвиваат работите, меѓутоа што се однесува ова што прашавте за изборите, за протестите сакам да одговорам. Значи, ние гледаме сега дека групите се намалуваат, меѓутоа вакви толерантни работи не сме виделе никаде во светот. Ние гледавме што се случува во Брисел, во Париз, па ајде за тероризмот некако ќе го оправдаме. Меѓутоа сега работници за своите права излегува и беа тепани нешто што не било ни во Источна Европа во најлошите времења, така што бидејќи нели немирно протестираат. А тоа истото го прават и овде. Значи, вака да се фарбаат институции, да се уништува културно богатство и така натаму, не е дозволено, но не треба ни да се залетува, не треба емотивно да постапува полицијата, треба да биде внимателна. Знаеме дека сега на секоја бандера има камери, а и си има професионалци кои се занимаваат со тоа. Еве така и беше приведен овој возачот на комбито и они полека се институција на системот си работат во смисла на законот. И сега кој 50 еври еднаш за повторување на казната е повеќе. Па ако се повторува трет пат, може да има елементи на кривично дело, значи тука, и ќе се покнегне на кривична постапка, така што сите тие ќе си ја добијат заслужената казна, бидејќи постапуваат спротивно на закон. Тоа не е нешто што ќе остане заборавено. Во моментот кога го се прави тоа, делуваат многу силни луѓето. Ние го видовме овој председателот на Левица, како дивееше пред просториите, сега они тоа викаат не го признаваме. А луѓе, ние прво тоа не го видовме. После го видовме како тој зверски крши прозорците. Зверски го уништува мебелот во просторијата на председателот и на крај запали просторијата, а горе живеат луѓе. Можеше да запали 5 стамени блока, тоа е рекорд цел во Скопје, го знае најширок комплекс стамен во градот. Значи без оглед дали некој би изгорел во тој ќе уништеше станови на луѓе. Затоа и почна собирите на граѓани кои се против такви дивења, затоа што првата вечер видовме дека се уништи кафе бар на приватни лица. И тоа баш онака хулигански, со кршење на прозори, кршење столици, маси, све тоа, некој човек вложил во тоа, некој треба да му го надомести тоа. Се осигурал, осигурителна компанија или не знам државата и така натаму. Значи, ќе си дојде се на свое место, само би повикал, бидејќи имаше нели мирни собири на граѓани кои почнува со давање цвеќе на безбедносните сили и така натаму, и тука се собра огромна маса на луѓе и се виде дека не се поддржуваат овие немирни протести и уништување на јавниот и приватниот имот, и на таа маса да остане мирна, да не паѓа на овие провокации, бидејќи они сега што сакат, сами кажуваат, со блокади на раскрсници, што ги иритира луѓето, што сака да постигнат, да ги повикат и другите луѓе да протестираат. Па тоа само создавате одбивност. И од друга страна, само сакам да истакнам дека овие поранешни амбасадори, не знам во кое својство доаѓаат, меѓутоа, како што беше вчера Филипини на протестот, поранешната амбасадорка на Холандија, па не знам пред некој ден Ерван Фуере, сметам дека се тоа потези што уште повеќе го смалуваат рейтингот. Точно. Добро, мене не ми престанува ништо друго да ви се заблагодарам за вашето вечерашно учество во емисијата за македонските работи. Се надевам дека и го задржувам правото повторно по потреба да ве повикам.
Добро е да се чуе и мислење на професионалците во наводници, ако може така да се каже. Вие сте дипломиран правник, значи вашата по вокација сте дипломиран правник и како таков и политички аналитичар и затоа имаме шанса. Повторно се видиме, земајќи во обзир дека ова сигурно ќе потрае во некој случај. Уште еднаш благодарам. Благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани слушатели, тоа беше се што ви подготвивме за 36-тото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Денеска е 5 јуни 2016 година. Ја следете емисијата за македонските работи. Јас сум Јордан Пачков, уредник и водител на емисијата. Во сето тоа во продукција на радиодифузното друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно до слушање и до гледање идната недела во 20 часот и 5 минути. Пријатно. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.